Ама имам причина да се чувствувам као дома во Кавадарци, затоа што со кавадарчани заедно поминавме една голгота овие година и пол околу решавањето на проблемот на фени. Заедно поминавме една голгота со транспортерите и камионџиите од Кавадарци. Заедно поминавме една голгота која што за среќа ја решивме и со лозарите. И јас ќе ви зборувам, не се надевам нема толку долго као премиерот, бидејќи тој кажа се скоро што имаше да се каже во економијата. Јас ќе ви зборувам некои генерални параметри, значи и ќе оставам малце повеќе простор за прашања, кој што мислам дека во една интерактивна дискусија ќе има повеќе простор да зборуваме. Економијата да се развива во една држава треба да има неколку предуслови. Првиот предуслов е да има владење на правото. Секој кој што сака да инвестира, да се чувствува сигурен, дека парите што ги инвестирал на сигурно место. Вториот предуслов е да има стабилна држава и третиот предуслов е владата да помага за да тоа економија биде конкурентна, како што се сите други економии во светот. Предусловот за владење на правото, мислам дека направивме доста, имаме уште да правиме во тој дел. Во делот на стабилноста на државата, мислам дека најмногу се направи, затоа што денеска Република Северна Македонија е на патот да стане членка на НАТО до крајот на годинава и со тоа се гарантира стабилноста на државата и тоа е, мислам, еден голем предуслов за стварање на економија. Но тој не е доволен. Уште поважно е да имаме посветени луѓе, да имаме посветени луѓе и на страната на владата, но и на страната на приватниот сектор, кои што ќе инвестираат и треба да го препознаат овој момент за инвестиции. Крупните бројки се јасни, тие одат на добро. Значи, премиерот веќе кажа 624,49 милиона евра директни странски инвестиции во 18 година, или тоа е 276% повеќе од просекот од претходните години, 8 години. Тоа практично и тука Кавадарци е добро, бидејќи 80 милиона од тие само во Кавадарци се во Фени, другите се низ целата држава. Во моментот се градат 18 директни странски инвестиции во државава фабрики. Веројатно само некој што не сака да види тоа не го гледа, али вистината е таа, бројките го кажуваат, а економија не се прави со пиар, се прави со бројки. Сплатата реално се покачи над 6% минатата година, иако мене ми е многу јасно како човек што живее во државата и како човек што секој ден комуницира и со сите слоеви на општеството, дека тоа не може преку ноќ да се почувствува и тоа е недоволно. Меѓутоа, ако земете во споредба на тоа дека инфлацијата е 3 пати помала од тоа, значи дека имаме позитивен помак и во делот на стандардот на живење на граѓаните на Република Северна Македонија. Очекуваме тие бројки следниве години да бидат поголеми, бидејќи платите ќе растат пред се како резултат на две активности. Едната е добра, а другата е лоша. Таа што е добра е дека се градат нови фабрики, дека тие нови фабрики ќе бараат нови вработени и тука неминовно ќе има конкуренција на пазарот на трудот и вработените и добрите квалитетни работници ќе ги задржат тие кои што добро ќе ги платат. И тоа ќе биде причината за растење на платите. Но имаме и лоша информација, таа дека еден добар дел од младите луѓе од Република Северна Македонија се иселуваат и тоа исто прави недостаток на работна рака и тоа мораме да го стопираме. Немаме друг начин тоа да го стопираме во денешното време на глобализација, каде што вие на никого не можете да му забраните да оди некаде и да има право на движење, нити па да му ги спречите информациите како тоа да го направи. Не, единствен начин тоа да го спречиме е да им дадеме подобри услови на живот на младите луѓе во државата. Тоа значи повисока плата, но тоа исто така значи една сигурност, да тие го вратат оптимизмот, да ја вратат надежта дека во државата требе и може да се живее убаво. И јас сакам, еве, можеби и со личен пример, да кажам дека тоа во нашата држава е можно. И требе секој млад човек денеска да го тоа препознае и секој млад човек денеска да се избори за една ситуација во која што државата ќе му биде само партнер. Како државата ќе им биде партнер на младите луѓе? Ако сте вие денеска млад човек во Република Северна Македонија, ако сакате да формирате фирма, добивате директно субвенција, неповратна помош од Агенцијата за вработување во мерките на Министерството за труд и социјална политика и, например, ако имате партнерска фирма од двајца,
да се самовработите, да формирате фирма, добивате 10.000 евра неповратна помош и автоматски добивате право со вашата фирма, со проект, да конкурирате во Фондот за иновативност, каде што можете да добиете до 70% пари од вашата инвестиција. Јас на неколку места сум учествувал деновиве и посебно ми беше задоволство и во една гимназија учествував со млади луѓе предприемачи и ми го кажав примерот. Ако сум јас денеска млад човек во државата и ако го имам сознанието, а за мене е тоа страшно сознание, дека 95% од помфритот во Република Северна Македонија се увезува од Белгија. Пазете, значи, ниеден ресторан или сендвичара не сака да купи суров компир, да лупи, за да прави готов производ помфрит. Сите тие купуваат замрзнати врекички со помфрит. Тие, денеска да сум ја млад човек во Република Северна Македонија, ќе формирам фирма, ќе земам 10.000 евра од Фондот за иновативност, ќе направам договори со земјоделци од Крива Паланка и од Берово да произведуваат компир за мене, ќе се пријавам у Фондот за иновативност, машината за прајање помфрит е 50.000 евра, ќе земам 35.000 евра од таму и 10.000 од фондот, 45.000 евра ќе земам и ќе направам машина. Такви млади луѓе требат во државата, кои што ќе имаат предприемачки дух и треба ова да го видат. Државата ќе им биде само помош во ова. Дадов еве една идеја, овакви може да имаме стотици идеи. И јас стојам на располагање на сите млади луѓе и советодавно да влијаеме како да ја видат иднината во државата. Ние како влада ќе отвараме многу овакви програми кои што ќе можат тие да ги препознаат како можност да ствараат свој фирми. И фирмите во Германија пред 200 години почнале како фамилиарни фирми. И еден Siemens, и еден Bosch, и еден BMW биле фамилиарни мали фирми. Тоа е зародишот на индустријата. Така расте индустријата. После повеќе генерации, после 200 години, тие се денеска светски фирми. И ако земете и во Република Северна Македонија, малите домаќински фирми, кои што биле фамилиарни фирми, денеска се нешто поголеми фирми. Тоа е патот како малите и средни предпријатија треба да се растат и развиваат и затоа ние како влада имаме одредено значителен буџет оваа година 12,5 милиони евра во Фондот за технолошки развој, јас би го крстил, бидејќи кога се вика иновација, сите мислат дека треба да се измисли нешто епохално. Македонија епохално не измислила 100 години. Не очекуваме ни оваа година да измисли, но иновација е, иако ова шише, кое што треба да содржи, машината го произведува за, не знам, за 3,5 секунди, ако направиме да го произведува за 3,25 секунди, е иновација. Така да, иновација не е само епохално откритие. Иновација е секое подобрување во технолошкиот процес, намалување на трошоци, заштеда во суровини, све е тоа иновација. Така да, практично, таквите идеи ќе ги поддржиме. И таквите идеи треба да бидат базата на младите луѓе да препознаат, не да чекаат да бидат запослени во администрација. Тоа не е решението за ниеден млад човек. Јас бар таква порака сакам да им пренесам на сите. Во делот на фени, не сакам да зборувам. Значи, опасноста беше дека фабриката може да се претвори во старо железо, напорите не владата, институциите на државата застанаа да го одбранат фени и јас им благодарам на сите институции кои што си ја завршија својата работа. Сите тие кои што правеа и го вознемируваа јавноста, би рекол, со дезинформации и шпекулации во делот на тоа дека владата на некој начин несовесно се меша во сето това. Јас денеска го поставувам прашањето каде е нивната одговорност денеска? Каде е одговорноста на сите тие што викаа дека треба да се даде фени со дисконт од, не знам, 50, 60, 70%? Што ќе се случеше со банките? Што ќе се случеше со транспортерите? Што ќе се случеше со доверителите? Тие треба да одговорат денеска од какви мотиви и за чии интереси го правеле тоа. Јас можам само да кажам дека владата застана храбро да бара странски инвеститори кои што ќе застанат позади фени, не попушти ни 1 милиметар, бараше да бидат донесени сите средства, да бидат исплатени сите, а целата постапка се изводија институциите пред се судот, стечениот управник, одборот на доверители, онака како што во една транспарентна постапка тоа значи и како што во една правна држава тоа доликува. Но мислам дека денеска со гордост можеме да кажеме дека таа постапка е завршена.
И со гордост можеме да кажеме дека плановите во ФЕНИ се добри и одлични, а мене посебно ме радува тоа што барем најмалце транспортерите се 100% исплатени, сите тие имаа заложено станови, има долгови за гориво и тие луѓе беа и нивните семејства пред колапс. Јас лично одржав повеќе од 10 состаноци и средби со сите нив, од кавадарци од Кавадаречко, не знам дали има тука некој од нив присутен, меѓутоа сите тие знаат како тој процес течеше. Но денеска имаме една поширока слика, подобра слика, имаме една добра перспектива и мислам дека Кавадарци има добри индустријски капацитети. Кавадарци, иако е земјоделски град, тој е најиндустријски град во исто време во државата и тоа сето прави да процентот на невработеност во Кавадарци биде малечок. Тој е некаде околу 5-6%, практично можеби и најнизок во државата. Земјоделието е втората гранка, значи за индустријата можам само уште да кажам дека направивме еден транспарентен закон, кој што секоја компанија која што инвестира и вработува може да си направи поврат на средствата. Практично нема веќе договарање во 4 очи. Тој закон беше база да многу странски инвеститори, но и домашни компании, повеќе од 250 домашни компании оваа година, значи претходната 2018 година, беа помогнати директно од државата во нивниот развој. Секој кој што ќе даде придонес во делот на прогрес, во делот на инвестиции, ќе биде помогнат од државата. Зошто? Заради тоа што оваа држава се измори од давање пари во пропаднати компании и не сакам само да ви спомнам, во ФАС 11 октомври, Велешка топилница, не знам, алумина и така натаму, стотици и стотици милиони евра на даночните обврзници во државата се потрошени и тие фабрики се пропаднати. Правиот начин е да се поддржат тие кои што имаат иницијатива, кои што имаат добри резултати, да направат подобри резултати и тие подобри резултати ќе ја влечат економијата напред и тоа бројките ни го покажуваат. Порастот на индустријското производство во јануари 2019 година, споредено со јануари 2018 година е 12%. Значи пораст на индустријско производство од 12%. Тоа е енормен пораст, невиден до сега во државата. И мислам и очекувам дека и следните месеци ќе бележиме такви стапки на индустријски раст. Со оглед на тоа дека индустријското производство учествува во вкупниот бруто домашен производ над 10%, тоа автоматски значи 1,2% раст на GDP само по тој основ. Да не зборуваме по сите останати основи. Јас сум оптимист, очекувам уште подобри бројки во 2019 година, да не заборавиме сите дека државата ја преземавме од една кризна политичка ситуација, од бруто домашен производ со негативен раст, минус 1,7% и нормално тоа мора да помине преку нула и бројките да растат. Очекувам четвртиот квартал во 2018 година да биде позитивен, мислам дека согласно календарот на Заводот за статистика ќе биде објавен во петок. Радознал сум, навистина чекам да видам кои ќе бидат бројките, согласно нашите пресметки очекуваме да бидат подобри од претходните квартали, а веќе првите сигнали за првиот квартал од 2019 година се и како охрабрувачки. Во делот на енергетиката, само ќе спомнам дека сакаме да го заживееме проектот Чебрен, но сега реално, без приказки, врз база на јавно-приватно партнерство и мислам дека тој проект ќе има влијание и врз Кавадаречкиот регион, бидејќи е по течението на Црна река узводно и тој проект значи е еден значителен проект кој што очекуваме да даде сериозен придонес. Она што го спомна и премиерот, најдовме решение заеднички со градоначалникот како да помогнеме на водоснабдителното комунално предпријатие кое што има мали хидроелектрани, тие беа на некој начин значи на слободен пазар, ги ставивме во фидинг тарифа, со тоа обезбедивме стабилен приход на комуналното предпријатие од дополнителни 400.000 евра на годишно ниво во следните 10 години, значи тоа би биле околу 4 милиона евра за целиот период и тоа веруваме дека ќе биде искористено за доброто и за благодет на граѓаните на општина Кавадарци, да се подобрат нивните комунални услуги и да се подобри начинот и квалитетот на живот на сите граѓани. На крај, сосема земјоделието. Само
Мислам дека владата покажа дека е посветена во решавањето на земјоделските проблеми, од исплатата на заостанатите долгови кои што беа натрупани со години, решавањето и расчистувањето на проблемите кои што ги имаа земјоделците, тие не се решени до крај, секогаш може повеќе, секогаш може подобро, ама мислам дека покажавме една сериозна желба да разговараме, да ги прифатиме реалните ситуации, да ги решиме проблемите и мислам дека бројките и параметрите на терен ги знаеме сите, дека се обидовме да најдеме разбирање за таа гранка, но тука има уште многу што да се направи, посебно многу што да се направи во делот на процесната индустрија за преработка на храна, бидејќи Македонија, Република Северна Македонија, треба да престане да биде извозник на сурови производи кои што имаат само сезонски, како да кажам, значи, карактер, и тогаш имаат најниска цена, него ние треба да најдеме начин како тие производи да ги преработиме во малце подолготраен производ, значи индустријски капацитети за преработка на храна, и затоа преку Министерството за земјоделие и програмите во Министерството направивме специјални, значи, програми во кои што ќе бидат и преку програмите на владата, и преку ИПАРД, значи средствата од Европска Унија, поддржани сите кои што ќе направат преработувачки капацитети. Јас ве охрабрувам сите кои што имате намера да инвестирате во било каков преработувачки капацитет индустријски од делот на земјоделието за земјоделски производи, тоа да го направите. Тоа е моментот што треба сега да се направи во државата. И уште нешто. Сите што имате намера да инвестирате, направете го тоа сега. Затоа што праксата, сега ви зборувам малце и како стопанственик, како човек кој што се обидува да ги види работите 3 чекори напред. Праксата покажала дека во многу наврати сум ги видел, не секогаш најдобро, некој пат секој греши. Меѓутоа, она што јас сега го гледам е дека квадрат стан, квадрат деловен простор во Софија, Букуреш, Будимпешта пред 10 години кошташе 800 до 1000 евра. Денеска тоа кошта 2.500-3.000 евра. Тоа ќе се случи во Република Северна Македонија. Градете, инвестирајте, се што ќе направите во овие неколку следни години, после 10 години ќе има вредност пута 2, пута 3. Тоа не можете да го направите на ниеден друг начин. Ја ви благодарам за вниманието и сакам да ви кажам дека ќе имате пријатели во владата за сите инвестиции.